Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Го молам ко водителот и гостинот малку да ги повлечат микрофоните, ако може, за подобро да не слушаат нашите слушатели. Ивица, ово утро имаме еден гостин кој е, како да кажам, од една страна важи за многу мудар, од друга страна важи за една дата база во човечка форма. Затоа што има толку многу искуство и прошло толку многу што буквално може во Македонија да му подзавидат и државниот архив. Знаеш, во архив може да уништиш и документи, овде малку тешко се уништуваат. Тешко. Добро утро за Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз. Добро утро. И политичар на партија која излезе од власт и сега е во опозиција. Па, и до сега не отибевме некоја голема власт. Со заменик министер за локална самоуправа. Меѓутоа дел од парламентарно мнозинство и сигурно дека дел од одговорноста ја преземат и помалите политички партии, независно дали имат влијание во носењето на круцијалните одлуки што ги носи, да речеме, ДУИ, каде што во основа го поддржува СДСМ цело време беше така до сега. И таа практично пракса продолжува. Посебно од кога дојде Ковачевски на председател на владата, мислам дека сервилноста спрема ДУИ повеќе пати на тоа укажував дека апсолутно треба владеачката партија или партиите предводени од СДСМ на изборите, дека тие треба да бидат доминантни или тие да ги носат клучните одлуки во интерес на државата, но во праксата се покажа дека апсолутната подчинета сервилност према ДУИ тоа го најдобро имплементираше Ковачевски и неговата влада. Иако не е благодарно сега, убаво почнуваме со оваа тема, во моментите кога бевте во коалицијата за подобра Македонија, тогаш предводеше ВМРО ДПМН Никола Груевски, поинаку ли функционира коалициите со ДУИ? Па, околу националните прашања, стратешките прашања што се, ВМРО ДПМН беше подобро поставен, зборувам за Груевски, бидејќи тоа диктираше политиката во ВМРО ДПМН. Сепак ДУИ ја знаеше својата позиција и место. Сега ако направите компарација, тогаш од прилика се движило 20-25% од местната сили што ги добил ДУИ или албанскиот политички блок. Сега се над 60%, или едновремено во владата МИА, агенцијата беше направила некој истражување, дури 73% од позициите се фатени од представници на албанските политички партии. Да не ги двоиме сега по етничка припадност, но доминантниот мнозинскиот народ, тој во основа е одговорен за функционирањето на државата во целина. Никој не ја негира улогата на помалите етнички заедници, но тука мислам дека тој аспект е запоставен и затоа јас прв реагирав дека новата композиција на владата не е резултат на уставните принципи за соодветна и правишна застапеност на сите етнички заедници и дека тоа негативно се рефлектира помеѓу граѓаните. И сега ние што имаме ситуација каде што предпоставам дека поддршката на владата генерално е минимална. Апсолутно со таква поддршка не може да носите одлуки клучни, битни за едината на државата, бидејќи немате поддршка од граѓаните. Зошто прифативте воопшто да биде Ковачевски премиер и да бидете со него во коалиција кога Ковачевски никој никогаш нигде не го гласал? Значи, тогаш беше презентирана големата приказна, да речем големата лажа од Зоран Заев. Кога си поднесе оставка Заев,
Тогаш со себе нормално беше, бидејќи СДСМ претрпи огромен пораз, затоа што имаше исклучително лоша кампања. Внатрешните поделби колабираше СДСМ во текот на изборна кампања и на самите избори. И тогаш беше логично да се организират предвремени парламентарни избори. Но беше презентирана една приказна дека што туку не почнале преговорите за влез на Македонија во Европска унија, дека се е подготвено, дека Макрон некаде на 15 декември ќе имаме веќе бидејќи тој го преземаше преседавањето со Европската унија, дека се е усогласено и дека без влада не можеме да тогаш би се одложиле, да речеме, тие активности околу започнување на преговорите. Дека супругата на Кастро Треджепи не ви тоа го знае. После тоа знаете, имавме многу состаноци во тоа време и беше проценка, сега ние не сме наивни да поверуваме на тие, да речеме, приказни што ги презентираше Заев, меѓутоа и од странскиот фактор што разговаравме, Европска унија, стратешки партнери, дека тој процес е веќе при крај и после промени во една фаза, вика на 13 јануари сите одиме во Елисејска палата, влада, коалициони партнери и така натаму. Тука ќе се одржи таа меѓувладина конференција и почнува без било какви условови на промена на устав или бугарите бидат внесени, дека се е усогласено и сега да останеме без влада или да одиме напред и тогаш јас истите стави тогаш ги презентирав околу конструкцијата на овата влада, дека не е резултат на некаков принципелен договор, дека тоа е сепак математичка операција за да се задржи по секоја цена власта, но тоа не доби гласност. Бев и на повеќе медиуми го презентирав тој став, бев Канал 77 исто и така натаму. Меѓутоа не доби таква гласност и испадна шарана лажа, тоа ништо тоа. Тек се промовира. Принципов, ќе одиме сите во Елисејската палата. И сега, знаете, требаше да преземеш таква одговорност, речеш, добро, ова навистина не е подкрепена со некакви реални факти, дека нема да се движиме напред, да се повлечеме. Имаше и такви сугестии, размислувања, но немаше критична маса за да се направи пресврат и дадовме подршка на тежите на Заев и сето тоа се распадна и после вие знаете како следува активностите околу францускиот предлог. Нити Елисејска палата видовме, нити меѓувладина конференција, ништо тоа. Тоа беше во суштина можеби нашата проценка која се во основа се почиваше на надеж дека сепак нешто ќе тргне во интерес на Македонија. Господин Тренов, во тој период, во тие 6 месеци дека се преговараше така наречениот француски предлог, што очигледно го преговара премиерите на Македонија и на Бугарија, Петков и Ковачевски, во тој момент се зачаваме председателот Пендаровски после кажа дека бил дел од тоа. Во тој момент еден од поисторините играчи кои што предупредува беше вашиот генерален секретар, заменик министрот за локална самоуправа тогаш Зоран Димитровски, дури се правевме шеги јас и Љупчо за тоа што беше толку активен во делот на довршната политика, го викавме заменик министр за локална самоуправа и глобализација. Меѓутоа доаѓа до нас дека нешто се случува позадината, но немавме никакви сознанија, како јавност зборуваме. Значи, го крие процесот. Како коалициони партнери, имавте вие брифинзи редовни за тоа? Дали се одвива, како се одвива преговарачкиот процес или од вас беа криени тие информации? Значи, целиот тој процес го водеше Ковачевски со Османи, основа. Пендаровски мислам дека беше постатно информиран, без разлика тој што настојуваше да остави печат дека и он е во текстот сите тие процеси, апсолутно мислам дека не беше. Тие информации беа многу затворени, значи тука Маречич, Османи, Бујар Османи, Ковачевски и тие прашања како Демократски сојуз, како партија ги отворивме дека ова што вака се подготвува. Јас инсистирав да се направи платформа, па да има тим консултанти. Како што секој се прави. Како што секој се прави да речеме евентуално тежите за некаков
договор француски или не знам рамка преговарачка, сепак да помине сите експертски нива и да видиме дали тоа ќе биде во интерес на државата или пак се работи нешто што апсолутно ќе ги загрози нашите национални интереси. И тие се доближија до некаков договор, го објавија јавно, тоа не помина во јавноста, невладениот сектор, посебно тие невладени што се проевропски гравитира или се финансираат фондовите на Европска унија, медиумите, провладени медиуми кои што жестоко се спротивставија на такви концепт. За после недела некаде ние како партија први излеговме со чист став дека апсолутно не е прифатлив овој предлог. И објавија дека Ковачевски вика ја не го прифаќам. Но што се случи? Во меѓувреме веројатно дипломатијата, тешката дипломатија започна некој притисок, тие не може да го издржат и за 10 дена објавија дека направени се квалитетни промени и тие го прифатија. Тоа е проблемот. Кои промени се направени? Еве јас до ден нема промени, никакви промени. Тоа е само, мислам, во јавноста промената, оградењето на јавното мислење да се промени и тогаш и тоа го крие, содржината крие. Тогаш прв пат се вика Ковачевски средба на лидерите на политички партии, што бевме парламентарно мнозинство, и сите едногласно се сложија, само јас бев против. Тачи ме нападна, века, освен Транов е против. Јас што барав? Викам, дајте прво да го преведеме на македонски јазик. Второ, да го објавиме, да отвориме јавна расправа, да видиме како ќе помине. И некако тоа јавна расправа, превод, па да го видиме и протоколот кој беше составен дел на оваа преговарска рамка, сето тоа што се криеше. Почна да попуштат во јавноста, али мислам дека со една таква стратегија силна речеме промоција на интересите, француски предлог дека ќе помине, тој во суштина во јавноста не помине. И што е клучно тогаш? Јас на таа средба и сугерирав дека ВМРО ДПМН, значи сега е моментот да се вклучат сите партии. Немојте да ги елиминирате. Мајоризација или вие да го водите овој процес, како СДСМ, СДУИ, дека нема да успеете, бидејќи ќе треба поширока поддршка и кај граѓаните, но и партиите. Значи, да успееме да ги вклучиме. И што се случи тогаш, кога се отвори таа расправа јавноста, ВМРО ДПМН имаше некаква идеја да сепак да формираме некаква парламентарна група која што ќе работи да ги дефинира заклучоците. И се свика таква група, јас подготвих заклучоци, СДСМ подготви предлог заклучоци и ВМРО. И се организира таа средба, али тогаш за прв пат ми се јави Мицковски и вика, не знам кој му дал идеја, ние никош не сме разговарале пред тоа. Вика, сугерирам, вика да поддржите идеја да се формира ваква. Вика, дури ја прифаќам идеја да има парламентарна група што ќе работи на преглед на заклучоците. Ќе се отвори расправа во парламентот и после тоа да имаме готови заклучоци. Ја таа идеја му пренесува на Мицковски, тој изманифестира исклучителна нервоза, вика, па како може, вика, мислите на Ковачевски? На Ковачевски. Ковачевски вика, како може Мицковски да ви се јави, зашто мене не ми се јави, туку вас ви се јавува. И тука осетив дека тешко ќе ги уведеме, но се одржа на таква средба, ги презентираа сите три, условно кажам, беа и представници на албанските политички партии, тие беа повоздржани. Заклучивме, бидејќи финеси беа разликите. Заклучиме Маречиш да ги сублимира сите тие предлози и одма брзо да организираме нова средба, да ги спегламе заклучоците и со нив да одиме на парламентот. Во меѓувреме Александар Николовски даде изјава за медиумите, не беше одрзан тоа што го разговаравме. Демек Маречиш заради тоа рекол нема да ги прави заклучоците. Уствари се види обструкцијата тогаш од СДСМ. Земав ги направив. Од сите тие сублимирав заклучоци, ги пратив на Мицковски, на Ковачевски, на албанските партии, на Османи, на Маречиш, на сите. И ставот на ВМРО беше дека е добра основа, тоа што сум го подготвил, со одредени
само согласување да помине на парламент. СДСМ дигна рачна и се блокира. Тогаш наводно имале някаква комуникација Ковачевски Мисковски, но не знам, веројатно имало обид некаков да се испеглат разликите, но СДСМ го блокираше процесот на согласување на заклучоци, кои беа исклучително добри. Имаше резерва за прашањата. Прво, инсистиравме македонскиот јазик да биде службен официјален јазик после приемот на Македонија во Европска унија. Ама да стои тоа. Од трите документи, во еден од тие документите, натаму билатералните прашања, кои што се вградени во преговорската рамка, околу годишните прегледи, односно протоколи и така натаму. Натаму повикувањето на преговорска рамка за имплементација на преспанскиот и договор со Бугарија, после договор со Бугарија член 12, тоа стои во. Значи сега што тие прашања што беа билатерални, да ги одвоеме, а преговорската рамка да почива како што е и добро конструирана, апсолутно врз основа на копенхашките критериуми и така натаму, што не е спорно. Дури некои работи да беа поразлични од преговорска рамка со Албанија, беа прифатливи. Но да ги прочистиме од овие работи. Тоа веројатно тука беше проблемот. Значи ние го поддржавме процесот се, но имаме резерви и со тие резерви владата имаше врска да инсистира на одредени корекции на преговорската рамка. Значи и го поддржуваме францускиот предлог, но имаме резерви, мандат владата да работи на надменување, односно да ги заштите нашите национални државни интереси како држава. Значи оставаше шанса тоа да седнат повторно да го преусогласат. Мал напор беше. Да. Па имаше настреба се организира тамо кај Талат Џафери, тука беше Али Ахмети, Османи, Маричич, Ковачевски, беа тука сите. И Ахмети 3 средби со мене организираше за да ме разубедат. Јас не бев вклучен фактор, еден глас имав и со мене знаејќи поменеше, меѓутоа тоа беше битно да се создава јавноста дека тоа е исклучително добар проект за Македонија. Да, вие секој сте биле opinion maker на центарот, како би рекол. И во таа гужва тогаш Артан Груби јас тоа што го презентирав околу ова, сега што го разговарам, исто го презентирам повторно, и Ахмети му собрати на Османи, вика добро, он очигледно дека Ахмети нити ја видел преговорска рамка, нити навлегол во суштината, генерално, дека тоа е во ред и така натаму. Го праша Османи, добро, ова што го зборува Тренов е вградено точно или не, и тој почна да му објаснува пасторите на албански Груби, без разлика што тој е наизвиканата личност сега, он предложи, вика, слушайте, јас ви сугерирам да го прифатиме предлогот на Тријанов. Тогаш се вознемири Ковачевски, стана, вика, јас си одам за Америка, вика. Ако вие сега го изложите на ризик министр Османи, ние све прифатиме, сега како ќе го менуваме тоа. И тука заврши тоа. Па сте знаете како е ВМРО, Демократски сојуз и некои други партии, не ги поддржаме заклучоците, но они остана на тоа, бидејќи претходно било се усогласено. Ја разговарав со представници на Европска унија кои што го водат, условно кажано, техничкиот дел, подготовката на сите тие решенија во преговорската рамка, нели имаше и други заклучоци така. И тогаш, меѓу другото, викам, добро, што е проблем мал чекор да направите? Еве, дајте заклучок дека македонскиот јазик ќе биде официјален после приемот. Вика, кај вас е проблемот, вика. Вашата политика, вика, вашиот врв, вика, направи грешка, затоа што кога се дефинираше истиот предлог, како за Албанија, така за Македонија, тогаш се спротестуваше Бугарија, но се усогласи тоа да има тој резерва, со изјава некоја дека не го признават и така натаму јазикот. Но тогаш, вика, имаше од ваша страна инсистирање да бидат два официјални службени јазици после приемот, македонскиот и албанскиот. Чекајте. Ова што го кажувате е многу ексклузивно. Значи, нашата влада сакала повлезот на Македонија во ЕУ
од Македонија да стојат два министерот за надворешни официјални. работи тоа, да не е целата. Нели во Бојар меѓународната Османи. комуникација еден официјален јазик. Па еден, со тоа што ја реков, па добро, што е проблем, албанскиот јазик никој не е против, преку Така е, Албанија да. ќе се биде официјален јазик. Да. Вика тогаш настана недоразбирање и тоа прашање го ставиме за покасно. Сега, значи јас сум сведок на тие разговори, случувања. Ја тоа го поставив после внатре во тие разговори. Не ги коментира овие, да речеме, најави, не ги коментира, си тера напред. И друга една работа е, разговараме со представници на Соединетите американски држави на Европска унија, ГИР го водеше тој состанок околу сите овие дилеми, тогаш имаше бројни средби. Го прашав, го молам, дали ќе имаме една меѓувладина конференција и после нема да се држи понатаму, или две? Вика, не, две ќе има. ГИР беше искрен, тука беше амбасадорот на Соединетите американски држави, амбасадорката, вика две, мора да има две. Сега разговараме со Мариджиш на пошока средба со Османи, сите коалициони партнери тука во Министерството за надворешни работи го презентираше тој протоколот со Бугарија и така, дека тој не е опасен. Исто ги прашав, викам, една или две меѓувладини конференции? Не, една, вика, готова, нема ништо. Значи, манипулација, со сите праве манипулација. Меѓутоа, тоа не помина и знаеме како Ние завршија далеку таа. сме од ЕУ, далеку сме од Да. уставни измени. Трајнов, кога излеговте ви од владеачката коалиција, јас на Facebook напишав на англиски јазик The Oracle has spoken, односно тоа во превод на македонски би било пророкот проговори. Колку и да ви делува саркастично, на моменти може би и навредливо, вие сте политичар кој секогаш имал сенс да препознае кога паѓа една власт. Лично постапивте и во времето на Никола Груевски, одбивте до крај да седите на бродот кој тонеше, слично постапивте и сега. Значи, Но малце расшири го. И во време на Љупчо Георгиевски, кога беше формиран Демократскиот сојуз. Па добре, ја не се секам на Да, тие години. а и не влезе никош Демократскиот сојуз во влада потоа. Да, во опозиција бевте до 2006. да. да. Значи има многу разлика повлекувањето од власта кога ние бевме дел од владеачкото мнозинство со Груевски и со ДПМН, бидејќи тогаш поради обелоденување на информациите околу прислушкувањето, во суштина јас прв ги добив информациите дека прислушкуваните разговори од страна на Управата за безбедност и контрразузнавање дека се трансферираат во штабот на СДСМ. И таа информација му ја презентирав прво на Владко Ѓорчев, после на Илија Димовски и двајцата веднаш ги снемуваше тука, бидејќи седеме тука заедно. И они биле кај Груевски, му презентирале. После тоа и јас истото му го презентирав на Груевски, тој негираше дека има апсолутно масово прислушување, дека не се точни тие информации. И тука настана конфликтот, се разбира, јас не може да подржам, бидејќи тоа се бараше од мене, јавно да настапам дека се тоа космички сили кои вршат странски сили, служби прислушување, кога имав изворна информација дека системите во МВР се злоупотребуваат. Ама што е сега специфична работа тука? Тоа помалку да речеме соборно внимание. Тоа време успеале СДСМ преку овие двајцата кои што ги обелоденија, да речеме, прислушуваните разговори, тие Лазаревски и успеале, Костас. да, тие преку нив инсистирале и веројатно и преку други луѓе, преку Вирушевски да уфрлат броеви што се во интерес на СДС да бидат прислушувани. Тоа веројатно било во минимален број, споредено со тоа колку, да речеме, Правата за безбедност прислушувала. Но дури Вчера тие имаше рочиште на Таргет, тврди да се зидувам, што ја прекинувам, и на тоа рочиште беше од вештаците презентирано дека во операторот А1 биле и паралелно поставени системи за прислушкување кои нема никаква... Грција прислушкувала и така. Да, нешто не разбрав затоа што не сум стручен во тој дел, но тоа беше шокантно. Да, тоа е нова сега димензија. Ние немаме заштита, нити било кој може да направи заштита од
прислушување од странски организирани служби кои што имаат силни капацитети. Да, но што во са- наш оператор Али се најде. во наш оператор, знаете, ако вие се ослонувате на оператори кои ги прават проектите, програмите, странски држави служби, тогаш што се нормално во сметка. Да, ма треба да ги контролирате тие па нема оператори. кој тоа да го прави. Очигледно имаме агенција за електронски комуникации, имаме сега и ОТА. Предходно немавме ОТА, тоа Знам. треба да се Добро, ама има контролира. МВР, има Так, например, АНБ, извинете, еве сега ќе Да. ви кажам. Ние сме во моментов во радиостаница. Тука ние имаме еден линк кој води до предавател. Доколку ние за 10, не знам, килохерц или не знам колку таму го зголемиме, ја зголемиме фреквенцијата на радиопредавателот кон Скопје, нас ќе не одземат лиценцата и може ја да отидам во затвор. Како радиостаница ви зборам колку да. сме регулирани, што реално немаме некој, ние сме радиодифузер. Так. Замислете колку повеќе треба да се контролира еден нели мобилен оператор. Законите веројатно се тука, имплементацијата. Не, Да. проблем е што нема заштита од надворешни фактори на прислушкување. Толку се разви технологијата сега што многу тешко може да се заштитите. Кај нас дури нема специализирана служба што може тој процес да го открива, да не заштити како граѓани и како институции од надворешни прислушувања. Тоа тешко, тоа цело време го поставаме како прашање кој е надлежен. МВР нема систем, тоа треба Нели одбраната сакаше сега оперативна техничка агенција веројатно треба таква техника да развиваат, да купуваат. Но контраразузнавањето е поширок, комплексен, да речеме, сектор и технички и оперативно се покрива тие работи и така натаму. Но сакам да укажам дека тоа масовно прислушување тогаш тоа беше основа за бидејќи со Груевски јас кога разговарав неколку пати му сугерирав да го разреши Мелков, бидејќи независно дали се странски сили и така натаму. Тој е одговорен за целиот систем и тој мора да гарантира безбедно одбивање на целиот сообраќај. Зборам телефонски, интернет и така натаму. Меѓу другото, тој е одговорен за контра заштитата. Но Груевски предлагаше тоа да се развлече и после влегува во процес на формирање на специјално јавно обвинителство. Добија време, меѓутоа исходот беше поразителен за ВМРО, ДПМН и за раководството тоа време. Ако брзо реагира, може би поинако ќе се движи работите и веројатно Груевски уште ќе беше председател на влада. Тешко дека некој можеше да го смени и така натаму. Тоа беше основата и разговорите од прислушувате разговори укажува на криминално однесување кои што не беа прифатливи за мене. Сега бидејќи има доволно време власта, не е да речеме да за 5 месеци па да се менува, тие има јас кога напушти практично има уште година и пол за владење, така да апсолутно, но главно беше дека не се води за нашите стратешки национални и државни интереси, дека прво од композицијата на владата, второ од стратешките правци и што е најклучно за овие 6 години или 6 и пол не можам да препознам дека тие започнаа било каква реформа, реформски процеси кои што ние како партија ги предлагавме и беа дел од програмата на партиите што одеа во кампања, заедно изборна кампања и владата. Прифатија, ма ништо не започна. Имавме Една изборна единица. Реформи и тоа. Не е само една изборна единица. Има стратешки предности 4 партии таму во законот, во изборните правила. Од 9 минути простор за рекламирање, 8 са за нив, 1 минута за сите други партии, независни На листи. локалните не имавме ситуација, Стефче Екимовски сакаше да се рекламира кај нас на Не радиото. може. Не можеше воопшто да се рекламира. Затоа што нема простор така. Затоа што Лимитирани не... се колку Да. пари можеш да потрошиш, колку време да биде. Се е лимитирано, се е направено само 4 политички партии да доминират. Затоа поднесав инициатива до Уставен суд да се А нема и опција надвор од тоа, например, да извади Стефче пари да не плати нас реклама. Не можеше ни тоа. времето ти е лимитирано. Ти Да. и пари и тоа натаму реформи судски систем кој што ние предлагаме ревизија на работа на секој судија, на секој јавен обвинител и полицијата.
Тоа го прифатија, подготвивме закон како партија, закон за преиспитување и монтирање на судски процеси и тоа го блокира. Предлагавме и бројни други, да речеме, реформски зафати и околу младите, како што го прават во Канада, да секој млад човек што ќе заврши му нудат да се вработи приватен државен сектор, го плаќат година дена. И фирмите, компаниите, ако се добри кадри, тие ги задржуваат. Значи, основа да можат да задржиме млади. Имаше многу проекти, тие блокира све, ништо не прави. И, да речеме, сега секој кажува кој што работел, јас кој што сум се посветил на создавањето на македонската држава. Значи, во критичните моменти, кога било клучно дали ќе се изградиме како самостојна држава, а сум учествувал во сите тие процеси, од преземање на границата, натамот, јас се организирав операцијата за одземање на евиденцијата за резервистите, организација на кражба на огромни количини на оружје од ЈНА, преземање на тенковски единици, авиони, хеликоптери, кое што се било како припремено ако дојде, да речеме, до обид за воен удар во Македонија од ЈНА. Значи сме преземале бројни активности. Едно е да одржиш пресконференција, да речеш јас сум за самостојна македонска држава, треба некој тоа да го сработи. Значи, и оператива треба да има. Да, Мавара беше пред единствена. рекламите. Се кајате ли што гласовте за промена на името? Не сум гласал. Не гласовте? Не бев пратеник. Не сум гласал. А имате пратеник од вашата политичка партија? Не. Значи, вие сте успеавте да го избегнете гласањето за промена на име. Значи, не сум гласал. Дадовте поддршка на референдумот, гласовте на референдумот. Се кајате ли за тоа? Не дадов поддршка. Нити па сум гласал за. Значи, гласав против. Еве, Ивица, некој на вистина вешто успеал да го избегнува? Не, ви верувам. Намерно не седнав да гуглам, да ги барам вашите позиции. Јас предложив да биде референдум консултативен. И не беше таа моја идеја. Бев гостин на една телевизија, мислам, Домидар Чомовски ја водеше и се договориме да пред да има консултативен референдум околу ова прашање, да се изјаснат граѓаните. Ама ако успее, ако граѓаните рече за, тогаш да се прифати преспанскиот договор. Ако не, да не се прифаќа. Граѓаните не гледат. Значи, не беше референдум успешен, тоа е јавно го кажав дека референдумот е неуспешен. Друго прашање сега еве влез во НАТО како да речеме на опција безбедносна и така натаму, но и секако што беше концепирано да завршеше, да не дополнително да не условуваше сега Бугарија, Излеговте Франција. на референдум? На референдум излегов, али ние цела партија бевме договорени да гласаме против. Значи против. И мислев дека ако 40.000 гласа против. Да. Ние се договориме дека нема да го поддржиме, ама знаев дека референдумот нема да успее. Беше проблем тогаш, ако не излезете да гласате, по име ќе ве читаа. Јас мислев дека демократско право е да излезат граѓаните и да гласат кој како сака. А знаев дека нема да излезе, бидејќи номерот ДПМН беше против референдумот и граѓаните не беа подготвени да прифатат промена на уставното име. Затоа што емоционално беше погодена Лиљана Поповска на телевизија Алфа и ја мислев дека ќе имаме уште една таква редемисценција, ама ништо сме немале среќа затоа што господинот Трајанов вешто политички постапил во тие моменти. Само да ви кажам, намерно прашам меѓу другото и затоа што ние која беше на оној вашиот глас, односно мислам дека не гласате тогаш, онаа декларација 2008 која се донесе во собранието за со Грција, таа платформата. Не се сеќам. Јас што не сум гласал додека бевме, значи ако компарирате, јас сум имал автентични политички стави како партија за времето на ВМРО ДПМН. Никош Груевски и било кој од раководството не ми забележале зошто презентирам вакви стави. Да речем, јас бев против закона за кривична постапка, бидејќи тогаш не бевме подготвени, обвинителство не беа подготвени да преземат таа доминантна улога. Или пак значи, бев против амнестија на хашките случаи.
Значи не гласав. Тоа е најпредавничкиот потек на Никола Груевски. Условно кажано така Тогаш, оценет. само тогаш Груевски ја чувам таа порака на 2-3 страни ми напишал порака, беше многу луд зошто ја не сум гласал за Кашките како дел од коалицијата и така натаму. Јас тоа го образлагам дека бидејќи се работи за кршење на Женевската конвенција околу војни злосторства, дека тие никош не застаруваат и дека не можеме ние со Закон? заклучок, не со закон, беше толкување дека во рамките на законот за амнестија дека се офатени По принципиелен однос имавте со Груевски или Со со автентично Заев? толкување, значи, па тоа само ние и Молдавија го имаме, не знам дали знаеш. Да. Се да не спомнеа да го афирмирам Груевски и така натаму, бидејќи со Груевски и со ВМРО ДПМН, кога се договараме, ни одеа тешко разговорите. Меѓутоа, тоа што ќе го договорите, дали на програмски, на кадровски, на било кој план, што викаш сам де Бајрам 100%, 103% се реализира. Со СДСМ, од тоа што ќе го договорите, многу брзо се договарат, нема проблем, тоа се трансишки, нема готово ќе почнеме со Има за сите. реализација. Ништо тоа, значи апсолутно не се држат. И затоа им бегат коалиционите партнери. Без се им избега, така ли? Добро, има некои бегаат се враќаат рокади, има ја не ја разбирам веќе политичката да сцена. кажам дека и сега брзо овие што се дел алијансата што влезе, брзо ќе се разочарат. Затоа што едно е да се договорите со СДСМ, сосема друго е бидејќи претпоставам дека Ковачевски имал не само кадровски работи што прифати да даде, условно кажам, да сите албански партии биат дел од власта, ама тоа се рефлектира и на заменички места, државни секретари, вработувања. Ние имаме во суштина сега целосен колапс на системот од државата. Не функционира државата. Та, значи, пред да пройдеме на тоа, ќе ме рекомендирам само едно. Зошто Зоран Димитровски не беше заменик министр за надворешни работи туку? Затоа што генерално вашата партија од секојаш ги таргетирала тие клучни држави. Затоа што ја го знам Жоро со години и не гледам каква врска има човекот со локална Тоа беше договор, самоуправа. предкотен договор, со Заев јас разговарам на таа тема, и ке тоа процениле, предпоставам дека процениле сме политичка партија, самостојна, автентична и ние можеме да градиме поразлични политики од тие што ќе бидат диктирани, да речеме, на како држава. И наместо на Демократски сојуз сега тамо направија ситуација од ДУИ министер, од ДПА од Кајтачи замек министер. Никош не ја видовме оваа Оригиналниот договор беше со вас пред изборите. Да. Предходно тоа го баравме ние и бевме согласен. Викат нема проблем, супер, ќе биде и после го сменија тоа. Се обидовме кога дојде до промена, кога дојде Ковачевски за мандатар, тоа да го коригираме. Рекој нема проблем, тоа можеме лесно, ќе се договориме со Тачи, ништо тоа и така да. Ви благодариме многу за овој дел од нашата емисија. Одиме со кратка пауза. Цели 44 минути издржавме без пауза. Одиме кратка пауза по која ќе се вратиме, почитувани слушатели, да ја завршиме оваа емисија во делот на тоа што следува на македонската политичка сцена и во однос на актуелните политички прашања. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, со нашиот гостин од ова утро, председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Трајанов, Демократскиот сојуз идеолошки како може да го дефинираме како партија? Во Македонија сите сте скарани со идеологија. Зборувам она класична поделба на левичарски, десничарски, центристички партии. Многу често кај СДСМ гледаме десничарски политики, кај ВМРО гледаме левичарски политики кои се на власт. Дуи веќе не може стварно да им го најдеме крајот и нив. Која идеологија имате вие? Какви сте? Десен центар, лев центар? Ние сме партија на центарот, значи ние сме автентична, не сме некоја партија од додпушок на некоја од ВМРО, ДПМН и СДСМ. Значи партијата е формирана на автентични основи и така продолжиме цело време тој курс го држиме. Веројатно може би некаква поблиско сме десно од центарот тука да речеме некаде. Во однос на националните политики. Националните прашања тука. Во однос на економските?
тука, видите, како и сите други, сите сме за либерална пазарна економија, подржуваме тоа, бараме помалку да се меша државата со државни интервенционизам во бизнисот, во стопанството. Тоа е основа за развој, затоа што ние сме имале командно општество и знаеме како се развила државата наша компарирано со другите, со една Шведска или другите држави, така да тука не е спорно. Ние сме за тоа Македонија да биде дел од Европската унија, значи ќе афирмираме сите тие позитивни активности, сме дел од НАТО, тоа го поддржуваме. Како партија, јас како поранешни припадник на МВР, прв сум ги воспоставил односите со америчките служби и од тогаш сме биле број еден како стратешки партнер Македонија на Соединетите Американски држави, но 99 година, после тоа Ѓорѓиевски малку ги скомплицира односите со САД и наместо први што беше битно. А се е најголем американец во меѓувреме. Да, се сврти и сега да речеме број еден партнер на американците на Балканот се албанците. Можеме ние сме малку под тоа ниво, а бевме на топ далеч листата за соработка како Како реагира американците на вашево излегување од влада? Извини, Ивица, ќе отидеш ти со прашање, но ова ме интересира. Затоа што во Македонија има еден мит. Веројатно митот е и на некои факти базиран, а митот е дека меѓународната заедница, односно Соединетите Американски држави, Европската унија и државите од Запад ја поддржуваат владата на СДСМ и тие се главната причина поради која СДСМ се уште е на власт. Имавте ли, ве убедуваше ли некој од странство да останете од владата, затоа што, вие излеговте баш во моментот кога се рекомпонираше парламентарното мнозинство, се најавуваше зголемување, не се случи зголемување, а не се случи поради вас, затоа што еден пратеник, но не е на контото кој значи повеќе пратеници од претходно. Ве прекоруваа ли амбасадорите поради тоа? Мислам дека тие се системски манипулации што се случуваат на овие простори, дека се зависи од кале, дека се зависи од Соединетите Американски држави. И Демократски сојуз и другите политички партии ние апсолутно го почитуваме нашиот стратешки интерес со стратешкиот партнер. Апсолутно тука не се загрозуваат нашите релации со Соединетите Американски држави. Се работи за наши автентични интереси како држава, како мнозински народ и како сите други што живеат без разлика овде на етничката припадност, дека ние од тие принципи не отстапуваме. И Соединетите Американски држави ја гледат глобалната политика, движење на сите партии. Се разбира дека тие во основа поддржуваат развој и партиите што ќе добијат поголема поддршка, се разбира дека Соединетите Американски држави тоа го респектираат. Тие респектираат, определуваат волјата на граѓаните. Затоа мислам дека они не се толку експонирани во мешањето на некакви локални политики внатре. Дури и да настанеше престрат, да имаше ново парламентарно мнозинство, главно е дека да го задржи државата курсот и дека тоа ќе го поддржаат Соединетите Американски држави. Погрешни се тие, речеме, Ковачевски и владата. Тие постојано се повикуваат во сите меѓусебни разговори на некакви ставови или сугестии, поддршка околу кадровски работи, околу се со Соединетите Американски држави. Тие се покриваат. Апсолутно. Да кадровски велот, нели? Да, тој ако некој го сменат, тоа така рекоа американците кале. Апсолутно не е точно. Значи не. Јас на неколку случаи не сакам сега да злоупотребувам. Значи за некој инспекторат ќе сменет директор, така рекоа. Да, така рекоа. Види, ова има една друга димензија. Не е точно. Значи тие за своите киксови всушност ги ставаат на конто на американците и практично се представуваат како да се колонија. Дали
го блокира државниот врв наш. Ова е штетно барат- за нашите стратешки партнери. Па штетат прават, огромно штета прават. Дали ни брани Америка на нас, ние да ги поставяме нашите прашања, сврзани сега со уставните промени, околу реципроцитет. Да бараме да бидат признаени правата на македонците. Да. Дали ни барат во рамките на Европската унија, кога разговараме да ги поставиме тие прашања таму, барав Совета на Европска унија да доносе заклучок за имплементација на одлуките од судот во Страсбург од страна на Бугарија. Ако не барате, јас сум разговарал со многу страни, се вика, вие ниту едно национално прашање не сте го поставиле во рамките на Европската унија. Не само тоа, Значи, кај што треба да се постави, не вака на правата на пресконференција. македонците. После година и пол Ковачевски прв пат ги кажат тие зборови што јас секој ден ги кажувам, дека мора да инсистираме да се имплементираат одлуките на судот во Страсбург околу правата на македонците. Ама Стейт департментот го кажува, ние имаме една многу интересна Веројатно се позиција. извинил Ковачевски на Радев, сигурно се извинил на редниот ден, да не го сваќа сериозно. Многу, Да не таласа. Многу е трагично ова во однос на националните прашања, да речеме, во известиот на човекови правивица на Стейт департментот секоја година се нотира ова во Бугарија со години наназад. Од Така. комунизмот уште што. Сега, нели е малку себе, не знам како да кажам, саботирање Соединетите Американски држави да го изнесуваат тоа, Совет на Европа и пресуди. Советот на Европа да го изнесува тоа за македонците во Бугарија, а ние да седиме со скрстени раци и да подпишуваме документи дека ние се откажуваме било што за нив дека ќе преземе. Тоа е трагедија. Значи јас цело време го повикам и Стео Пендаровски, кој председател на Македонија, Ковачевски, Османи, значи да ги постават нашите национални прашања пред Европската унија. Веројатно сега на место ние да инсистираме, чекаме Соединетите Американски држави самостојно да кажат Стейт департментот да каже дека во Бугарија не се почитуваат правата на македонците. И веројатно тоа беше мотивот сега Ковачевски да даде таква една изјава прв пат од кога постојано го притискаме околу тие прашања да ги постави. Но тоа помина и веројатно нема да се. Да идеме околу една тема каде што вие имате и експертиза професионална, односно во делот често дискутираме Македонија ако има една компаративна предност, да речеме како место живење, тоа фактот дека од секојаш нивото на личната безбедност во Македонија е на едно високо ниво, дури споредено и со земјите од Западна Европа, во смисол некои работи за кои што на Запад постојано се добива казна, да речеме чантата да оставите на видливо место во автомобилот, во Македонија најчесто нема да се случи нешто, најчесто зборуваме. Да не зборуваме за крвни деликти, како што имавме сега едно убиство, убиството се уште се разгледува, се уште се дискутира. Значи реткост е, не е нешто што се случува пречесто. Меѓутоа, постои чувство кај граѓаните дека имаме пад и во овој дел. Вие предложивте и специјална една агенција за борба против организираниот криминал и корупцијата. Меѓутоа, како ќе ја спречиме? Дали оваа перцепција на граѓаните одговара прво на фактите, статистиките и како можеме да ја вратиме или да одбраниме таа вредност на висока лична безбедност која што имаме во Македонија? Па, но прашање околу лична безбедност. Не се толку безбедни граѓаните како што порано се чувствува. Сепак, значи има тоа е пошироко комплексно прашање безбедност. Што значи безбедност? Yes. Ти си безбеден ако имаш соодветна лекарска заштита, врзана за здравето. Ти си безбеден ако може слободно се движиш секаде во државата. Ако нема пукање во кафани, во ресторани, ако нема ликвидации. Сето тоа влие на чувство на несигурност, но генерално ние значиме за мирна држава. Од аспект на насилство во поголеми тешки кражби, не знам. Но проблем е суштински проблем кој што ни ја гриза, јаде државата, тоа е корупцијата, криминалот или организираниот криминал. Тука нема реакција соодветна од државните институции, бидејќи се тие и партизирани и исполитизирани. Тие се во функција да штитат интегритетот на владата од било какви провали на информации, бидејќи носечка, да речеме, структура на тешкиот област на криминал
е власта. Ако нема институции кои што ќе работи самостојно, ефикасно, неселективно, тогаш криминалот се шири. И ние можеме да зборуваме за висок степен на криминализација на Македонија. Тоа е карактеристика и така не перцепираат и од надвор и внатре граѓаните. Значи, криминалот, корупцијата навлезе насекаде и немаме одговор ефикасен. Затоа предлагам независна институција, значи надвор од партиски и политички влијанија, надвор од центрите на моќ, надвор од коруптивни можни влијанија, да се формира независна агенција. Значи, што ќе работи? Но откривање тешки области на организиран криминал, на скрини од имотно носители јавни функции, ќе предлага конфискација и забрана на политичко действување. Ама со неа да раководи директор кој што ќе го поставува борд од експерти, универзитетски професори, новинари, невладин сектор, има представници од парламентот. Тој борд ќе го постави директорот, ќе врши контрола на неговата работа, но не може Ковачевски или Груевски порано, или Љупчо Ѓорѓевски, Бранко Црвенковски да парализира таа агенција. Рече, работи се, ама нема против министрите на СДСМ или ВМРО или на ДС, работи за тие порано што биле на власт. Не, ова ќе ги следи актуелните случаи. И тоа им викам, кој ги следи јавните набавки од државата? Контролира, оперативно да ги покрие. Еве, ние имаме сериозни укажувања во јавноста за криминалот околу увозот на енергенси. Не знам, јаклен за потребите на регбитула, не знам, улја и така натаму, мазот, сите со баснословни суми, 200-300 милиони. Зборуваме. Здравство, без тендери, без ништо, бидејќи така прогласиме тамо криза, тука енергетска криза, сето тоа е добар систем за изигрување за конституција. Исто еве се име дојави за бомби, се предлагаше формирање на агенција за сајбер безбедност, затоа што сега се сајбер безбедност во државава води сектор во АЕК, не во АЕК, што е од една страна и од друга страна има во МВР исто еден сектор. Значи АЕК и МВР се одговорни за тоа. Ние гледаме училиштата во Скопје беа блокирани практично со месеци 6 месеци наставниот процес. Добро прашање. Значи во почетокот, не знам колку сега нити има тоа врска мене да ги следите моите изјави. Јас во почетокот реков дека ова сте го ставиле вие секторот за компјутерски криминал, тоа да го открива. Тоа не е можно. И поготово па тој шефот напуштил, отишол во НЛБ банката. И ако не работат оперативните служби, значи имам искуство и според начинот како ги откриват адресите каде се и други елементи, цело време тврдев дека се работи за внатрешен, условно кажано, непријател или млади некој од, не знам, од авантуристички побуди, дека внатре и дека треба оперативните служби да работат. А на разузнавање, контрразузнавање, целокупниот оперативен состав на МВР, полицијата, и дека ќе се дојде до резултат. А најлесно е да тврдите дека тоа се хакерски напади од Русија, од Иран, а да немате никаква реална основа. Далеко од тоа дека ние тука Русија ја поддржуваме, ама Русија кога го прави ова, ќе го прави Полска. Не, 2 дена поред се случува исто во Бугарија и прво тие што зборат е Русија. Значи неспособноста ја кријат прв пат, бидејќи ја цело време тврдев дека не е исклучив можноста внатрешна група, поврзана, неповрзана, да има и логистика од странството. Тоа не е, треба подршка, соработка со странски може служби. Може па плаќаат на некој од странство да го прави, не може да... Не, ја и натаму оставам мојот став. Анализата покажува, затоа што е во разузнавање, контрразузнавањето. Вие може да добиете информација, али ако не знаете да ја прочитате, таа ќе пропадне. Информациите што ги следиме укажува дека внатре овие процеси одвиваат тука. И сега министерот за внатрешни работи и способности кажува дека после долги истражувања и така натаму, значи после 6 месеци вика група една разоткриеме внатре. А каде е Русија се, каде е Иран, каде се странските служби, каде се космичките сили што се умешале у интересите на Македонија. Ја ништо не исклучувам. Затоа имаме, плакеме развиени служби кои што треба да работат. Да не чекат Павле Тренов или не знам сега вие од радио
да тоа го разоткривате. Значи треба да работат службите и тоа е дел од безбедноста. Се создаде чувство на несигурност, небезбедност, се наруши целокупниот систем на образование. Знаете тоа што значи да не функционира систем за образование. Се парализира нормалниот живот во државата. Затоа никој не презема одговорност. Тоа е странски фактор, ние не можеме. Вие мора да ни гарантирате безбедно одвивање на наставата, на системот за здравствена заштита, се да функционира. Спротивно, вие треба да понесете одговорност. Ако не ве бива, ако не знаете да работите. Да. И, значи, целиот проблем е тоа што овие институции се блокирани, партизирани и затоа ние немаме ефикасна борба против корупцијата, против криминалот. И сега што е најважно. Значи, јас разговарав кога одготвува закон за борба против тешките области на криминал со повеќе странски експерти, домашни, дури од странските амбасади имам подршка. Ама тие сега, што да говорил СДСМ? Добиле насока пратениците кога ќе се стави точката на дневен ред за закона за борба против тешките области на криминал, тие да предложат да се симне, да спречат и расправа во парламентот, а не да го поддржат. И ќе видиме сега како ќе се одвие тој процес, но тие што ќе бидат против носењето на овој закон се против Македонија да биде дел од Европската унија. Оти без борба против корупцијата, на која што постојано го кажува и Соединените американски држави, Европска унија и сите представници тука, дека сме криминализирана држава, дека тоа е еден од битните предуслови да се движиме напред кон европските стандарди. Ако тоа го блокират, тоа ќе покаже дека уставните промени што ги најуват година дена, дека се силна манипулација и купување на време, се со цел доколку не поминат, тогаш евентуално седи на избори. Додека ние зборуваме за големите прашања и оправаме Европската унија, добре дојде за сите во реалност, една вест од ово утро, падна таван врз ученичка во Битола, во средното медицинско училиште, додека била во тоалет, врз неа паднал таванот од озгора. Девојчето е во клиничката болница во Битола, каде се јавила, нели, самата, не е во животна опасност, за среќа, но ете, што може да се случи во Македонија, да пуштите дете во школу и да му падне таван од врз глава, градоначалникот и општина Битола ќе бараат одговорност од директорката, но очигледно станува збор за едно подолго прашање, едно поголем проблем. Замислете во каква ситуација се нашите училишта. Пред да затвориме само уште последнава тема, останува Демократскиот сојуз зад идејата за една изборна единица? Да, тие тоа прашање сега денови повторно ќе го актуализираме. ВМРО ДПМН е од партија која што се залагаше за мнозински систем, направи пресврат и председател на ВМРО ДПМН на Војден медиум кажа дека интегрално поддржуваат една изборна единица. Да, и овде кај нас го кажа тоа во неколку наврати, Мичко, дека е јасно, да. СДСМ, тука е проблемот што тие прифатија. Тоа беше еден од основите да дојдеме на избори заедно. Сега се покриват со ДУИ, а ДУИ, како што се движат работите, ќе моли за Македонија да биде една изборна единица. Оголената група, а и други процеси што се случуваат таму, го губи Тетова, Гостевар и не верувам дека од таму каде што црпеше од 6-та изборна единица најголем број на пратеници, тоа со 6200-300 гласа за еден пратеник, а во тројката со 10.000 гласа се станува пратеник. Така да се надевам дека сега знаете што, они чекат меѓународен фактор како ќе се постави. За жал до сега ги диктира сите овие стратешки промени ДУИ. Ако ДУИ... Ама меѓународниот фактор веќе има зборувано дека една изборна единица прифатлива. Значи, јас со сите сум разговарал и во комуникацијата се за една изборна единица. Да видиме дали тоа ќе го презентират во сите тие разговори. И ако биде Македонија една изборна единица, тоа ќе започне процес на промени во државата. Во спротивно не гледам дека ќе дојдат нови сили, нови Пред 2 дена објавивме ексклузивна информација дека
тројца пратеници од мнозинството на СДСМ одбиваат да гласаат за уставните измени. Еден од нив го знаеме ние со име и презиме, другите двајца не ги знае, мислам ги знаеме, но не би сакале да ги именуваме. Еден станува збор за Диме Велковски од СДСМ, кој веќе не ни гласаше еднаш. Мислите дека може да се случи тоа во собранието? Да ви, пошто јас континирам во комуникација со сите пратеници, со ВМРО ДПМН, со СДСМ, значи они имат сериозна резерва околу уставните промени. Голем дел од пратениците кај СДСМ. Дали ќе соберат кравност тоа да го изманифестират преку негласење, за тоа се уште имам резерви, но мислам дека според моите вака согледувања аналитички, комуникативни, што разговарам со голем дел од пратениците, за сега нема шанса да се доближиме до 80 пратеници. Тоа СДСМ го знае. И затоа они, наместо да подготват амандмани уште минатата година и за нив да се разговара, тие сега само ја дигат тензијата во јавноста, само барат подршка од странство, но купуваат време. Тоа кажува дека купуваат време и веројатно некаде пред крај на оваа година тогаш ќе се изјаснат пратениците дека нема устави за промена на уставот и ќе направат пресват, бидејќи таа политика што не вовлекува они околу уставните промени, таа е погрешна стратешка политика, а национална политика. Нема да учествуваат ВМРО ДПМН во работни групи, никакви точки. Што се тие глупости? Што не си подготви владата уставни амандмани? Тоа е само манипулација со јавноста. Значи, нека подготват амандмани, нека ги пуштат експертска, партиска расправа има и ќе видиме како ќе се однесува. Нашиот став е јасен. Ние бараме реципроцитет. Бараме да мал чекор на добра волја од страна на Бугарија. Нека признаат дека сме автентичен народ. Нека го прифатат признат нашиот автентичен македонски јазик. Дека ако не друго, едно здружение да регистрират на македонци во Бугарија, тоа ќе биде доволен основ да не правиме пречка за бугарите. Меѓутоа, без било каков реципроцитет, не сме подготвени нити сега, нити во иднина, нити има потреба било кој странец да странски фактор да разговара, затоа што за францускиот предлог има околу 50 разговори со не знам, разни посредници, добронамерни луѓе и така натаму од странци од сите структури. Ние останаме нашиот став дека мора некој да ги штити нашите државни интереси. Да учествувам во разградувањето на македонската држава, кога целиот живот сум бил посветен на создавање на македонска, европска, современа држава, сега да бидам дел од тие што ќе разградуваат Македонија или ќе ги загрозат нашите национални интереси, затоа не сум подготвен. Добро, пред самиот крај го видовте вчера премиерот Ковачевски пазаруваше кај тебе Ивица во Карпош. Во Тафталиџе некаде. Во Тафталиџе, односно со медиуми отиде да пазарува, со микрофон озвучен отиде да пазарува. Груевски му се смеевме реално за оние лопати која фрлаше, некои такви настани, особено кога една чешма 3 пати ја отвара, има одредени пиер киксови, ама ваков не сме го виделе во вакво пиер издание, ниту Груевски, ниту па некој друг, Дизаев немаше вакви. Да, тогаш лицото ти текна, што беше лицот, беше дека вика прво ја отвараат улицата, вика од оваа страна натака, утре десна вика. Да, ама барем асфалт имаше. Барем имаше асфалт, купување макарони да биде пиер ивент ми е малце. Знаете што, тој штаб сега што е позади Ковачевски, мислам дека секојдневно го експонира и ги иритира и револтира граѓаните и рейтингот континуирано СДСМ ќе паѓа. Тие ќе бидат престрекни ако на следните парламентарни избори освојат околу 20 на пратеници. Значи не им помагаат, е широка коалиција со албанците, сите партии, албанските партии вамо тоа. Тие се губеднички напори, позиции. Што мислите за она? Прво ќе правиле председателски избори, па потоа парламентарни, затоа што на председателски нивниот кандидат ќе освоил повеќе гласови затоа што ќе бил и македонски и албански,
кандидат, па потоа со ветер во грб од победата на председателските Еве, избори ќе оделе на како и да, ако има парламентарни. председателски избори, мислам, голема е шансата сега во првиот круг да победи кандидат поддржан од опозицијата за председател на држава. Во првиот круг нема да има шанса. Тие комбинират или вториот круг заради излезеноста да бидат со парламентарни избори, менуваат секојдневно, но стратешки интерес на државата е некаде, бидејќи ќе биде јасно дека нема поддршка за промена на уставот од граѓаните, некаде септември да се организират предвремени избори. Септември годинава, мислам? Годинава. Тие партии што се за промена на уставот така натаму, ако добијат поддршка, тогаш ќе се движи тој процес така како што ќе диктираат тие партии. Во спротивно, ако го изгубат, тогаш се разбере дека ќе се редефинират сите политики врзани и за Европската унија. Значи, сосема е исправен нашиот стратешки интерес за влез во Европската унија. Меѓутоа, мораме да водиме сметка за нашите долгорочни стратешки национални државни интереси. Во спротивно, ќе видиме раштрафени како држава и нема да бидеме држава. Граѓаните барат ефикасна влада, ефикасни институции, да владее правото, значи да се чувствуваат сигурни дека секој право може да се оствари, барат реформи во судскиот систем. Значи, ние имаме некредибилен судски систем, имаме практично нефункционирање на државните институции, тоа се гледа на секој чекор. Не можам да се движам по улица ако на секој чекор ме застануваат граѓаните и го презентираат својот револт, незадоволство, критика. Тоа значи дека СДСМ со оваа политика, ова е губитничка политика не само за нив, и за Македонија. И затоа е подобро, тоа е во интерес на Македонија, тоа е стратешки интерес да направат пресврат, да дозволат, да се изјаснат граѓаните, ако добијат поддршка, тогаш нека управат со државата. Но сум сигурен дека ќе имат голем колапс на целиот. Извинете вака што ве држиме толку долго, но имаме навистина многу прашања. Со вас, Трајанов, во однос на сите овие работи, нели, избори, вака ќе биде, така ќе биде, како ја коментирате позиционираноста на опозицијата? Многуми навелат дека опозицијата не се покажува доволно автентично, пред се мислам тука на ВМРО ДПМН, некои велат дека баш поради тоа што не се доволно автентични, левица просперира, а сега видовме последно и дека Максим Димитриевски, кој нема ни регистрирано политички субјект, наводно отишол на една од анкетиве над 5%, нема ни партија формирана, не знаеме кој, нели, кој концепт ќе го застапува. Што мислите за ова? Па мислам дека внатре проблемите што ги има СДСМ, како и ДУИ, овие поделби, појавување на нови лидери во СДСМ, тоа покажува дека партијата не е компактна, дека има сериозни внатрешни проблеми, посебно проблемите ги наметнува сега актуелното раководство кој што да речеме не учествува на избори, немат искуство политичко, државно никакво искуство немат и тоа го гледат членовите на партијата и затоа се двојат и затоа паѓа рейтингот, условно кажано, на матицата што е СДСМ, се појавуваат нови лидери и тој процес тие поделби ќе продолжат. Како што поделбите ќе продолжат во ДУИ и затоа таа нивна идеја за заедничка предизборна коалиција со сите овие партии сега што се дел од власта, таа е губитничка коалиција. Апсолутно нема да има. А во однос на Максим Димитриевски овој раст, што мене ми беше чудно. Растот е тој затоа што тој го победи СДСМ. А доаѓа од СДСМ? Доаѓа од СДСМ. Настапува тој исто така ги застапува промакедонските национални интереси, тоа го препознават и во СДСМ и затоа... Мислите дека тоа се гласачи кои природно да СДСМ би мислам дека природно тие се и тука ќе биде клучниот проблем на СДСМ како да ги задржат своите гласачи да не се двојат, но тој процес е почнат и не може да направи пресрат. Значи, лидер на партија кој што е октруиран од Заев, натаму кој што не бил во изборните процеси
сега да раководи со државата, со партијата, мислам дека има страшен хендикеп и тоа ќе се рефлектира сега. Ќе се рефлектира и на вкупните состојби во државата, али посебно околу изборните резултати што наскоро ќе следат. Јас сум сигурен дека единствен национален интерес е сега СДСМ да прифати, бидејќи имат желба што подолго да останат на власт, најасен да организираат избори. Мислам дека тоа е во интерес на државата со пресврат, за да се почне процес на стабилизација на државата и да започнат реформи кои ќе бидат во функција на доближување до европските стандарди. Боцешки дешто за самиот крај за нашите гости? Па мислам дека ќе завршиме на лоша нота ако сега тргнеме во детали. Мислам дека главните црти ги... Клучното прашање не го поставуваме. Клучното прашање денеска не го поставуваме. Клучното прашање не е ќе биде ли Македонија? Не, ова не е наш, еден наш колега, еден наш... Јас сум оптимист. Само знаете што, тоа го кажувам. Не може овој народ да создава толку кој што власта може да украде. Тоа треба да направиме. Пресва тука. Ова е ново, не може власта. Да, вреден народ сме, ама не сме до толку вреден. Тука е проблем. Инаку, Македонија ќе обстојува и ќе обстои, затоа што има силен потенцијал, имаме млади, креативни, способни кадри да направиме се, наместо да увезуваме од странство, од Пакистан работна сила, треба на нашите тука да им дадеме исти можности како што имат кога работат во Германија. Се разбира со некаков прифатлив, да речеме, модел на плати. Со 20.000 минимална плата, тоа е катастрофа, и мислам дека само со тие административни мерки само ги услужнуваме работите. И за пратениците. Например, во Македонија постојано се тера на некој популизам дека пратениците се многу платени. Пратениците во Македонија имаат плата околу 60.000 денари, околу 1.000 евра. А одлучуваат за буџет од 5 милиарди. А одлучуваат за буџет од 5 милиарди. Значи тоа е прва недоследност според мене. Второ, не може да земе шофер во агенција за електронски комуникации 57-58 милиарди денари плата да зема. Тој што му го именува директорот? А тој што именува директорот негов да зема 60.000 денари. Значи навистина ова е и непопуларно е ова да го каже човек, но еве ја го кажувам затоа што да, ако го каже некој од политиката, ќе има коментари дека сака поише пари, нема на сиромаштија и така. Си имаш воспоставен систем околу платите и се наруши, се замрзна платите на... Тоа беше кризата 2008-2009. И сега, од тогаш навака, исто, се зголемија прво да речеме со околу купување на станови и се друго што е потребно, не може да покрие. Но гневот на преку медиумите го насочува владата. Секогаш кога има криза во државата, одговорни се пратениците. И мислам дека дигнитетот и самите, не знам да го чуат пратениците, бидејќи никош не отвориле расправа сите заедно за некои од министрите кои што, па јас сега да имам мок, одмак ќе отворам расправа за Бехтел и Енка, како и на кој начин ги троше парите Груби и Ковачевски заедно. Како ама трошат парите? кој е воопшто, како може воопшто Груби патишта да гради? Да. Груби нема функција таква. Неговата функција за политички систем. Не, баш кај ни должи одговор на што го зборувам, ја постојано за локалните избори која кажа Кичева е воен плен од 2001-та, не може Македонија да биде градоначалник и тој се уште е политичар. Не се извинил. Видите, ние направиме преку ден сублиматни изјавите на лидерите на албански политички партии. Од Таравари кажеме дека тој ако не гласаме ние за уставни промени македонците, он ќе редефинира државата и така натаму, се заканува. Па почна после овие алтернатива да направат заедница на општините на албански, да. На албански, каде што албанците како Србија. Па не знам Ахмети, замислите, ги повикал македонците како мнозински народ да се приклучат на албанците и тие ќе не носат во Европска унија. Значи каква подела прави? Да. Тоа е класичен национализам и навреда. И на крај Касами што избрза со таа изјава дека го прогласи Тетово за центар или главен град ли на... Мислам дека стануваше збор за еден лош превод на поентата на господинот Касами. Не, дадоа коментари после
предходните негови изјави. Околу тоа не го призна македонското знаме, не сека да го почитува, не го става. Значи, не сме од вчера, ги анализираме сите потези и што значат тие како стратегија на едни или други партии. И за тоа треба да реагираме. Значи, некој вика, вие, некој од лидерите на партија сте против албанците. Јас знаеш што им кажам? Ја не сум против албанците, сум против криминалците. А во владата има многу криминалци и не е независно од нивната партиска, односно етничка припадност. Значи, против криминалците, да. Ако некој се препознава албанец дека е криминалец, а има такви многу, апсолутно не треба да сносат одговорност албанците, затоа што нивните водачи се криминалци. И никој не ги напаѓа албанците. Ние ги напаѓаме тие што ја разградува државата. Толку многу честни луѓе има во сите етнички групи, што навистина да, но овие кои не ги водат криминалите во државата се над етнички. Трајно ви благодариме за вашето гостување ово утро. Се извинуваме што ве задржавме и го пробивме терминот за цели, сега ќе ви кажам, почитувани слушатели, за цели 25 минути. Благодарам многу на можност да отворено да разговараме така за се надам дека ќе имаме можност и потекот на наредниот период да разговараме за некои значени теми така. Почитувани слушатели, останете со 107,4. А вие кои не гледате на YouTube, доколку немате стиснато subscribe, ве молам стиснете, затоа што YouTube не станува сериозен извор на финанси во нашата компанија. Месецов заработивме поради вашите прегледи доволно од YouTube да платиме кирија во објектот, што не е навистина мала сума. Останете со 107,4. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро за техничката реализација се погрижија Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.